На една тема од областа на културата по убав повод во тек е меѓународниот фестивал на комедијата Гола месечина, кој традиционално по пети пати оваа година се одржува во општина Аеродром и ќе трае до 26 овој месец. Представите се со почеток од 21 часот, а влезот е бесплатен. За репертоарот, целта и критериумите по кои се селектира представите кои ќе земат учество, разговараме со уметничкиот директор, а воедно и селектор на фестивалот Андреј Цветановски. Добре дојде, Андреј, во студиото на телевизија Нова. Добро е, најдов. Кој е главниот виновник за воопшто да почне да се одржува овој фестивал и од каде потребата? Јас споменав дека по пети пат, меѓутоа ако земеме дека неофицијално нели првата година, по четврти пат според ако зборуваме за фестивал нели. Фестивалски, да. По критериуми на фестивал. Самото тоа што во летото многу тешко театрите успеваат да ја задржат својата публика во театарот, ние во Театар Комедија решивме дека ќе го извадиме театарот надвор. Значи надвор ќе го доближиме до граѓаните, ќе го извадиме на отворено за да можат да го посетуваат, да им е пријатно и мислам првото беше како да кажам метеоролошки причини, но кога видовме колку добро функционира тоа, кога видовме колку многу публика доаѓа таму, ние решивме самото тоа да прерасне во еден фестивал на комедијата, кој што е многу редок како фестивал во регионот, значи има неколку фестивали, но не се толку многу и решивме да биде надпреварувачки, меѓународен. Значи, во тоа не поддржаа општината Аеродром и Министерството за култура и со нивна помош лека по лека го градиме фестивалот се погоре и погоре. Имаме гости генерално од регионот во овие неколку години на нашето постоење, се надеваме дека тоа ќе се шири и натаму. Ова е единствен фестивал на комедијата воопшто, нели? Не, во Македонија има уште еден, тоа е фестивалот на комедија во Куманово, Денови на комедија, но ова е прв од надпреварувачки карактер. Колку учесници или колку театарски групи учествуваат оваа година, претпоставувам дека се бил исправен пред предизвикот, а воедно и тешка задача да ги одбереш најдобрите од добрите. Па за кој се одлучи годинава и според кои критериуми со оглед на тоа што си селектор на фестивалот? Да, имаше доста заинтересирани групи, особено од регионот, значи зборувам за Бугарија, Србија, Босна, Црна Гора, Хрватска. Но некако се решивме оваа година повеќе да се посветиме на македонските представи, затоа што со самото тоа што има продукција на комедии на репертоарите на националните театри, со тоа гледаме некое зголемување во однос на продукцијата на комедии и со тоа гледаме дека фестивалот станува битен и со тоа националните театри сакаат да дојдат да играат на тој фестивал, така да оваа година имаме две меѓународни представи. Едната е од нашиот сестрински театар, би можел да речам сатиричен театар од Софија, бидејќи во однос на жанрот кој што го негуваме. Потоа Народниот театар од Бања Лука, кој што исто така помина фантастично пред 2 дена, ми се чини. Потоа се тука театрите од Куманово, театарот од Охрид, Драмскиот театар, Македонскиот национален театар и за затварање имаме една продукција од Народниот театар Слоштица. Кои представи останува уште да ги погледнеме до крај на овој фестивал? Значи и во кои денови? Да, вечерва на фестивалот игра Силјан Штрк од Шанца од Македонскиот народен театар. Утре дента е Аналфабет од Бранислав Нушич во режија на Ѓорѓи Ризевски во продукција на Охридскиот театар. И со тоа се завршува надпреварувачкиот дел, а во понеделник во чест на наградените, значи ќе имаме доделување на наградите кои што се 4, најдобра машка, најдобра женска, најдобра режија и најдобра представа. И во чест на наградените ќе се одигра представата Приказните на заборавените предци. Така, да подсетиме дека фестивалот се одржува во спортскиот центар во Ново Лисиче, во општина Аеродром, со почеток од 21 часот, а влезот е бесплатен. Досега имаше неверојатна посетеност, голем интерес, се надеваме дека ќе продолжи традицијата, дека и во иднина ќе се организира секако и ќе ги засмејувате Скопјани во летните жешки денови. Да, и ние се надеваме веќе со овие
5 години постоење, до сега се одиграле 30 на представи, имало над 40.000 публика, што е наистина битен фактор и доволно за да продолжи да се негува оваа традиција. Андре, ти благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова.